Драги мои, добре дојавте во уште едно издание на Ништо лично, местото каде што звездите отвораат душа, а и да не отвораат, се обидуваме ние да им ја отвориме за да го кажат она што на друго место нема да го слушнете, зашто никаде нема ништо слично како овде во Ништо лично. Денес имаме еден пресјарен, исклучително познат гостин и човек кој не е од светот на музиката, ниту од светот на естрадата, иако, како велат, се е естрада. Животот е естрада, естрадата е сцена. Човекот кому, како се вели тоа, штиците што живот значат му се живот на опредалба, ама човек кого можете да го гледате не само во театарот, туку можете да го гледате и на телевизија, и на филм. Човек кој стана популарен кај помладата популација, кај децата, со своите улоги во една од најинтересните телевизиски детски серии 5+ или Петко или 5+ фамилија, како сакате, но човек кому она, како се вели, планетарна популарност во Македонија му донесе ситкомот, хумористичната ТВ серија Преспав. Играл, реков, и на филм, игра во театар, но она што е последно и најново, веројатно му ја крунисува кариерата, зашто, како што велат, монодрамата е една од најтешките облици на театарска изведба, а токму неговата монодрама Сите најубави нешта последниве денови, не само денови, туку месеци, е таа за која се зборува и луѓето масовно одат да гледат. Ама да не зборувам многу, ако кажам Коста од Преспав или Цветко инспекторот од 5+, сите знаат кој е. Јас само ќе кажам Игор Ангелов, добар ден и добре ни дојде во Ништо лично. Добар ден, драго ми е што сум тука и баш убаво ме најави, баш ми дојде убаво и ептен така ми дојде. Така. Кажи ми, кога првпатно чувствува дека сакаш да бидеш актер, дека имаш чувство за улоги, за трансформација во еден лик во друг лик? Па тоа се случи далечната 95-та, да речем, година. Градинка на училиште? Не, бев средно училиште, некоја втора година. А ти не си глумец од Теленик? Не сум јас од тие да немам во семејството никој да е актер или од по-широкото семејство. Си одев на театар нормално, како што секој, дури и не одев нешто многу на театар, како дете сум идел, знам, по детски представи, во универзална сала идев, не бев некој познавач голем на театарот и влюбеник, ама во втора година средно учев гимназија Зефлиу Шмарко, имав професорка Јонка, еве, ќе ја спомнам пак, таа на некој начин ме научи, велам, да читам. Не да читам, јас знаев да читам, ама некако ми ја всади љубовта кон читањето и го открив читањето, ама активното читање во прва година, втора година, тоа беа години кај што не знаев што со себе, каде со себе и најдов убаво во книгата. И почнав да читам се и се што и така ги открив драмите, открив Чехов, открив Гоголј, открив некој. Почнав да одам во театар. Па Достоевски потоцна дојде. Достоевски веќе крајот на средно. Претходно Херман Хесе беше нешто што така што ме окупираше и таквите некои книги кои што те тераат да ја бараш. Да, точно, Демјан, Сидарта и многу. И почнав да одам во театар и некако магијата на таа црна кутија, каде што луѓе влагаат се преправаат во други ликови, потоа играт улоги, потоа пак се приватно, тоа ме зема, тоа ме зарази и ден денес еве не ме пушта. Дали читање, фотографска меморија има, што ти помага ли во професијата? Па да, помага. Сега јас после толку години, знаете, активно, дури сега не читам толку се и се што, но самата моја професија постојано ми доаѓаат текстови во рака и ние постојано читаме текстови, се бавиме со некои теми сериозни. Така да? Дали го читаш текстот, дали играш во него, поготово кога играш. Зависи колку сериозни што играш, зависи. Ама и сериозно се занимаваме, така да ние во природа многу добро ја познаваме психологијата на однесувањето на луѓето, психологијата на еден човек, така да кога ќе видам во општеството или на телевизија или по интервјуа некои особини, јас тоа го препознавам, да кажам,
во некои светски дела на книжевноста или на Во драмата, ликовите, така и во ликовите. И сум играл такви ликови, да речам, гротескни, што ги гледаме околу Што е нас. пресудно за еден добар лик да го изработиш? Всушност за професијата, талентот, секните околности да ти се наредат коцките што велат или упорната работа? Или е сублимат на сите? Па сублимат на сите, ја мислам сублимат на сите, нема некој нема има нешто што се вика, по старите актери го велеа тоа, него го сака сцена, него го држи, го сака камера, го сака сцена. И навистина е така, постојат актери, Тоа е Бога дадено веројатно. Тоа е нешто вака допренси од некога. Например, мене ми се случува да гледам театар, да гледам представа, што и да е. Не познавам никого негде во странство, ама има некој кој што ти го зема вниманието. Постојано гледаш во него. Сега тој можеби не е толку талентиран, не е толку подготвен, можеби греши, ама има нешто. Така да некој ореол на така е, има нешто во секоја работа човек треба да е нешто дадено и се разбира вербата, искреноста, безкомпромисно, нема откажување, љубов, се разбира љубов. Како се справуваш со овие тешки емотивни улоги? Еве, ја спомнав јас монодрамата сите најубави нешта. Веројатно едно од најтешките, кој е најтешката форма за играње, а улогата е всушност длабоко емотивна, треба да влезеш во карактерот, не само таа, и други, ама еве и оваа, например, да едноставно ги преточиш емоциите на ликот, да им ги како се вели, да дадеш експресија и да им ги пренесеш на тие што те гледаат. Има ли некој подготовка, Има метод кој што сепак на Академијата за драмски уметности во Скопје, ние 4 години учевме тоа. По системот на Станиславски, по некои методи се стига до тоа. Идејата Станиславски е очер наш, од кога нема друг. Да кажеме, да, тоа е некој системот негов е нешто што не само тука, туку модерниот концепт на сваќање на актерската игра и во светот, и во западната хемисфера, и во Холивуд, и во сегде, се трга и завршува со тоа. Но важно е да се држи тој метод, да се оди по тоа. А сега колку е тешко, не знам. Искрено. Јас не можам да кажам дека еве сега монодрамата како форма, прв пат се среќавам со неизе, јас не можам да кажам дека сега ова ме измори многу и јас сега во оваа доба од мојот живот, јас сега стигнав до тоа да ја играм монодрама. Нема врска. Не го сметаш за животот? Не го сметам. Ја ништо има уште многу предизвици. Искрено, нити секогаш кога ќе завршам нешто, почнувам да мислам на нешто ново, го заокружувам тоа, а некако да седам од страна и да се гледам сега, па и не знам уште да си ставам, не знам, орден, круна, сум завршил нешто. Како да не? Нема везе. Секој крај е почеток на нешто ново. Така. Кога играш еден лик, а треба да задржиш внимание час и половина. Добро, монодрамата е интерактивна, која гледал знае. Мене, знаеш, на што ме подсетува, ќе се согласиш со мене дека имав чувство како да сме сите на колективна психотерапија таму, Па тоа е убавината на текстот и за тоа јас го зедов текстот, текстот е совршен. Данкан Макмилан, авторот на текстот, според мене е многу паметен автор, кој што театарот како форма го земал, го направил интерактивен, ама полека се претопува како во една колективна психотерапија. Јас искрено не сум бил на психотерапија, никогаш не сум човек кој што бил на така што сме гледали и тоа прилика, тоа е собир на луѓе кои што си го поделуваат проблемот. Алкохолик. Така е, каде што си го кажуваат проблемот и сакаш дека има и други луѓе како тебе. И тоа е чудесното во оваа представа што луѓето доаѓаат да гледаат театар и после тоа полека нечујно неприметно сите сме дел од таа психотерапија.
Представата има многу што да каже, еве ги. Драго ми е што ти ја гледаше. Многу ми е кејф вака некој кога ќе ме викне и кога не ме прашува нешто паушално, него видел. Ти дојде и изгледа представата и многу те почитувам заради тоа и многу ми е кејф. Ма не дојдов заради твоето гостување, ќе дојдам пак. Точно, но сепак сакам многу е по искрено и по е однос од муаветот кој така, затоа што си видел поминало низ тебе. И представата... Како ги бираш овие ликовите кои се нели интерактивни, некои мора да станат па да видат дел од представата, кратко, ама па јас одлучувам. По проценка? По моја проценка. Обично гледам тие што се поблиску до мене. Има утки, се разбира дека има утки, ама тоа е возбудливо. Секоја изведба е како нова, секоја изведба ми е како премиера. И мојот ангажман е секогаш поинаков. Затоа што кога играм во театар, да речеме, во мојот матичен театар, во драмски театар, еве, имаме 70 изведба од некоја представа, јас точно знам како колегата ќе ми ја врати репликата, безбеден сум на сцената. Има импровизации, ама секогаш знаеме да се држиме. Во рамките на... Така е, овде во публиката ти никогаш не знаеш како кој ќе ти реагира. Да ти испсуе тоа. Мислам, се случуваат секакви работи. Најчесто убави, но има и неубави, мислам, што е во животот. Така. Споменав јас дека си и во најавата и сите знаеме актер кој игра и во театар, играл и на играм филм, на големото платно, играл и на телевизија. Кај си најмногу свој? Ај вака те прашам. Во театар. Не само во поглед на овој медиумот него, да речеме, иако театарот не е медиум, ама сеедно. Да речеме најмногу си свој кога играш за деца или за возрастни? Најмногу си свој кога играш комедија или трагедија? Оти си играл и во, не знам, си играл и во Хамлет и во не знам што. Не можам да донесам одлука, искрено. Долго сум во продукции кои што се наменети за најмладата популација. Има нешто фантастично во тоа, а тоа е дека таа публика е многу искрена, многу е честна. Кај нив нема нешто ако си им стануваш досаден па они да те гледат. Не, они губат внимание и едноставно не те гледаат. Поготово театар. Искрена е публиката кога осеќаш дека им носиш влијание сериозно. Ме среќаваат дечки по 20 години и ми велат кога бев дете, вика, ми вели кога бев дете со тебе прв пат почнав да гледам телевизија. Ти си мојот прв лик од телевизија. Како што Бранко Коцкица за мене беше, каде што јас го обожавав во 80-ти, не знам ни кога беше, па го запознав лично после не знам, кога бев студент, бевме на некој гостување, јас го запознав лично. Јас му придов исто, како што сега ми приоѓа деца и се запознав со него и разговаравме со него и му кажав дека тој одбележа мојата детство. И тоа е многу искрено и тоа ја не можам да го занемарам. Од друга страна, работам представи за возраст, неве и монодрамата не е детска представа. Работам и други представи. Пак ќе кажам, искреноста и љубовта се на прво место. Има многу представи што сум ги направил, што се неискрени, каде што не е погодена поентата, лутам, не се случило тоа што требало да се случи, но има и представи каде што се погодило тоа што треба да се погоди. Што ти лежи повеќе, хуморот или овие сериозните улоги? Па кога бев помлад, мислев сериозните улоги, сега мислам дека хуморот. Значи, имам чувство дека како стареш си посмешен, а? Па да, мислам дека детето, па и така е, и тоа е убаво, детето сите треба да го бараме детето во себе. Кога бев помлад си мислев, не, јас треба да трагам по големите вистини. И мислев, така, и сонував за сега како стареам, си викам треба да биде се поедноставно, треба да ја барам иронијата на животот, апсурдот на животот, само иронијата, хуморот, затоа што на крајот од криштата тоа е убаво. Значи ли тоа дека преспав најмногу ти исполнуваше улогата на Коста, да речеме? Па беше една улога која да ти кажам, кога ми кажа каков лик ќе биде Коста, викам леле нема шанси. Овој папучар ваков, мислам ваков цреп
Викам, ваков цреп, викам, кој ќе го гледа, види го каков. Ама после некако Тијана ќе ти биде жена. Чеке, Тијана, таа не е актерка, не е. Ке видиш вака така, јас се знам со Тијана чисто здраво. Так. Никој. Ама на сет кога се видовме на сцена, кога почнавме на пробите, свативме дека Сваро ли со тек на време да сте почеле како вистински маж и жена да се однесувате, така разбрав. Да ти кажам една незина изјава, нема се навредиш. нема Јавно објавена. Вели ручаме ние, а овој Коста, тоест Игор ќе намерно подригне, јас не му свињам. Па тоа е. Ни ден денес кога ќе се видиме, она кај е највидов негде Коста Либе ми се дере некој. Јас слушам, викам, што е сега ова? Кој е Викам, ова? некој флеш. Да. Негде бевме во литература на некој настан. И слушам Коки Либе ми вика. Јас се вртам, викам, кој ја имитира Тијана? Се вртам од таму на мафта. Лале, викам, види. Значи имаме тоа, си го имаме тоа, затоа што сепак поминавме многу, снимавме, мислам, 150 епизоди. Мислам, после 150 епизоди, Уште што не се земав. мислам, што не се земавме Тијана. Мислам, стварно поминавме многу убави работи и тоа обележува, тоа не се Во заборава. што мислиш, во што лежи тајната на Преспав? Сме гледале комедии порано, имало и во театар од Болва Вуо до Солунски патрдија, телевизиски комедии исто така, ама ова некако ми се чини дека е остварување на последниве децении, да не речам од Па не знам, ја осамостојување. не сум некој човек продуцент или кој што се занимава со таква Не, некоја ама анализа, лично, ама лично, длабоко во лично. себе мислам дека е одлично сценарио и добар кастинг. Мислам дека кастингот погодени се сите ликови и сценариото, темите што се Половина не се ни актери, не е ни Па, Талаб, не е ни Тијана, не е... не, Талат е актер. Дритон е актер. Не. Дритон е актер, има завршена актерска Зборам за Тајат... Да? Да. Талјат е актер, има завршено на ЕСРА актерска игра. Виж, Да, тоа да. сум го пропуштил негде. Да. Само А тоа што не се бави со актор, со па те- добро, има работено представи, има работено и други работи, само што едноставно не се најде, не си го најде местото во некој театар, Да. што е голема штета. Ја мислам дека Дритон е звер од глумец и не Да. само како комичар, он е многу сериозен актер. Публиката го засака, го прифати вака. Точното сценарио и сценариото е многу добро затоа што ги покажува приликите Има во државата. Повеќе Знаеш, сценаристи има, така. Има тимот сценаристи, продуцентот тоа многу добро го сконтал. Ги споил добро ликовите, ги нашол архетиповите на ликовите. Ово е ваков, ово е папучар, ова е доминантна жена, странкиња, ово е, не знам, популацијата вака. LGBT, Така, ово е ова. Ги има тие работи, тоа што се случува, еве го кај нас, и се обработуваат теми кои што се блиски. Луѓето кога не тоа, гледа, да. одма препознава. Аха, тоа е тоа. Аха, алудираме на тоа. Тоа е тоа. Мислам, И добро извршено. инспекторот, па такви инспектори ги имаме на секаде, корумпирани ликови кои што мислам за тоа сме таму кај што сме, за тоа државата ни е таму кај што сме. Само што ова е целото гледано низ една комична призма. И за тоа е функционално. Има ли Игор лик кој си сонувал да го играш, а не ти се остварил? Или обратно, си сонувал да го играш, па ти дошол, па си бил пресреќен дека е тоа така? Искрено не. Искрено не, многу пати така си велам. Зошто сега јас и како клинец и кога дипломирав и после тоа кога имав можност многу да работам, каде што дури се случувало и директори на театри каде што сум работел да ми речат ајде сега ти е време, одбери се која улога сакаш да играш. Не сум јас актер кој што имам текстови во фиока и неостварени желби кои што ме чекаат. Едноставно не сум таков. Јас не сум човек кој што ми собира фотографии, интервјуи од мене, слики, ништо тоа немам. Едноставно си доаѓаат работите како што си доаѓаат. Отворен сум за се. Повеќе ми е важен процесот, повеќе ми е важна екипата, да влезам со добра екипа да работам. Еве сега многу се радувам последниве години почнувам да играм многу представи каде што имам помлади колеги. И ми е многу драго што веќе ги гледам младите колеги, веќе јас сум
во некоја средна доба, дури и најстар сум во многу проекти и гледам младите како да се гледам себе си пред 20 години. И со млади тоа- колешки до душа. И колешки и такви работи, мислам, тоа се си е Така убаво, нормално. мислам. Театарот е Кога сме кај колешките, да те прашам, има ли улога која би ти ја понудиле, а не би ја одиграл по ниедна цена? Не знам, може поексплицитна. Се едно, не мора да е театар, филм. па има, серија. сигурно има, ама не Не, се не должи. мислев на оние филмови од овој за возраст, измислев. Не за тоа, туку најчесто тоа не го врзувам со жанр или со експлицитност. Мислам, сум снимал сцени каде што сум гол и сум играл театар каде што се соблакам. Тоа не ме плаши. Повеќе ме плаши да играм со некого, затоа што во животот толку многу имам искуство да веќе имам и предрасуди. А тие предрасуди значат, еве сега ќе парафразирам, со тој човек не сакам никогаш да играм, да речеме. Разбираш? Тој, не спомнам се разбира имиња, ама со него не сакам да делам сцена, не сакам простор да делам. Така. Затоа се тие мои предрасуди кои што не се во ред. Професионалноста налага нешто друго. Така, јас треба да речем, не. За мене, иако ја и ти приватно сме си Кафе не мора да пиеме. така, мора да се ама кога ќе не работува. викнат на сцена. Не е така. Да не се лажеме, не е така. Јас имам предрасуди, не сум некој совршен човек кој што баш сум полн со предрасуди, као да носам вреќа со мои фрустрации, предрасуди и некои можда кочници, но таков сум. Некој ќе рече намќор, ево, ја не Ма издав. не, намќор не сум, ама едноставно тоа се тие кочници што прават да не играм со тој и тој. Те погаѓаат ли критиките такви или не знам коментари ај се по социјални мрежи? Добро, не ги користиш многу, ама коментари има и вакви и такви. Па ако кажам дека не, ќе излажам, да не се лажеме. Никому не му е драго да чуе Па мислам, негативно ајде за да не тебе. се, сите Ама ги обрата. коментари има и позитивни и негативни. Па, види, ние актерите сме создадени за сцена. Живеете за аплауз, добро. Ние живееме за аплауз. Мојата смисла, мојата сатисфакција покрај се останато и материјално и сега да зборуваме за кариера, пари, ова, тоа, еве да тргнеме, ми е аплаузот. Јас сакам на крајот од представа кога ќе ја погледам публиката да ја осетам убавата енергија. Кога им ја давам, мене ми е многу кејф. Сега кога ќе ја љуфнам работата, кога ќе ја зезнам, добивам критики. Тука доаѓа егото мое, суетата, чекај сега, кој си ти да го искритикуваш Игор, јас сум направил ова. У суштина, знаеш како, се зезам со колеги, после представа некоја, кога ќе дојде колега, некој ќе ми рече, да збориме за представата, те гледав на премиер, јас му велам, ја му викам, чекај малку, ако ме фалиш, ќе те слушам, ако ме ходиш, бегај таму, ајде. Не сакам само да ме фалите. Така да, уживам кога ме фалат, не ми е убаво кога ме кудат, ама се тоа е таа. И кога те ругат. Како реагираат домашните, семејството, сопругата, децата на твојот успехот? Тие се мојот најголем филтер, првата работа. Тие се мојот најголем филтер. Таму нема и бере ако ме кудиш, а? Нема. Сега тоа што го кажав пред малце, парафразирав нешто друго. Без нив ништо. Јас со мојата сопруга сме долги години, од средношколски денови сме заедно. Знам, ти ги решаваше задачите по математика. Така е, во сите фази била со мене од животот, ги знае сите мои подеми и падови. Ѓорги Димитров учевте или? Не, во Зефлюш. Во Зефлюш учевме во затоа ти наследуваш овој и синовите во истата гимназија. Да, сега не се во истата, во Карев се, ама јас учев во Зефлюш, во истата зграда. Тоа е тоа. Да. Имам поддршка од нив, се разбира. Кога ќе сгрешам, тие се први што ќе ме вака продрамат. Не зборам за приватноста, зборам за овие улогите. Зборам за улогите, да, за улогите. Овде добро изгледаш, тато овде не изгледаш добро, ова не ти чини. Ова го направи вака, ова. Ајде да видиме едно прилогче, па ќе го прокоментираме, врзано е за приказната. Малку или помалку или повеќе. Да видиме како тоа со приватноста Игор врзан на овие теми. Игор Ангелов е тотално обратен.
На телевизија швалериште, во театар актериште, а во приватниот живот далеку од боемиште, туку фамилиарен домаќин посветен на семејното огниште. Игор Ангелов децата го обожуваа заради улогата на Цветко во ТВ серијата 5+, Фамилија, а возрастните заради многуте одлични театарски и филмски улоги. Но дефинитивно улогата на Коста во Преспав ќе му остави голем печат во неговата кариера и донесе масовна популарност кај пошироката популација. Во приватноста сепак Игор е чиста спротивност на Коста. Далеку од швалериште и мераклија на туѓи жени, туку напротив, семеен човек со хармоничен брак кој трае со децении со неговата другарка од училишните клупи, сопругата Ева, чие најголемо богатство им се двата сина Андон и Јаков. Игор заедно со неговото семејство, односно сопругата и синовите, живее надвор од градската врева на Скопје, односно во неговата околина, на село, поточно во елитната скопска населба Бардовци. Среќен сум што си имам свој простор и во театарот, си го најдов своето место во Драмски театар Скопје и што си ја работам работата што ја сакам, а и во селото Бардовци, каде живеам во природа, мир со моето семејство, со сопругата Ева и синовите Јаков и Андон. Тоа е нормално и природно. Она што го посакував како тинејџер, сега го имам и го живеам. Нема филозофија, едноставно ги правам работите што ги сакам. Од секогаш сакав да обработувам земја, да имам бавча, лозја, да произведувам вино, ракија, да уживам во единствените нешта, да бидам почесто надвор. Тоа е тоа. Може би тоа дека актерот по автоматизам е боем е клише и јас сум надвор од тоа. Може би тоа го правеа некои од постарата актерска генерација во држава и беа уникатни и успешни во тоа. Но го тераа театарот и работата и тоа што го сработеа во театарот и на филмот остана како антологија и затоа ги почитувам. Јас по природа не сум таков човек. Еве, во последниве 5 години активно трчам полумаратони. Најдов убавина во тоа затоа што ми помага и ме одмора. И од рекреативното трчање преминав на совладување на полумаратон, но само кај нас. И не само кај нас, туку и во други градови во регионов. Бев во Софија, трчав во Риека, во Загреб, ке изјави своевремено актерот за својот живот. Чиста супротност на она слика и прилика за овие глумците од некои други времиња. Па и овие сегашни по светот. Па да, тоа е убавината на мојата професија и на театарот, што имаш можност да изградиш една слика со медиумите, а приватно да си останеш друг. И тоа е убаво. Так. Баш... За многу жени велат си идеален маж заради тоа што си цел живот со една жена, уште од школските клупи, па се до ден денес. За други си идеален маж, пошто се уште изгледаш мажествено, убаво, привлечно, стројно и така натаму, шармантен и така се разбира, популарен и сето тоа кога ќе се додаде. А за овие боемиве си идеален папучар. Ке се согласиш и со сите овие констатации. Види, многу добро знам да се носам и со боемите, така да не дека ми се непознати сега, да бидеме искрени. Јас имам добар стаж и во тоа, едноставно знам да се носам многу добро. Кондиција имам и за маратони, имам и за други работи. Кафеански маратони. Така да знам, правам моја ракија, моје вино, правам алкохолни пијалоци, уживам во нив, се разбира умерено, ама сликата што може би, еве, сам ја наметнав низ медиумите и тоа што изгледа од страна, е тоа. Тешко ли е да се остане во хармонија толку долги години, зборувам за брачна хармонија? Знам како ја вајда да прашам колку стаж имаш. Па не. Не, со оглед на тоа дека твојата професија е јавна, популарност. Знам како е, сум бил јас на телевизија, сум бил... Да, не сакам многу да зборувам за тие работи, искрено. Па не знам. Тешко е за тие што се блиски со мене. Начинот на кој што јас го живеам животот, сепак
деновите, ноките, каде што работам, театарот е место каде што многу часови од денот се проаѓаат таму, па се има многу гостувања, има многу патувања, тоа сепак треба да имаш силна поддршка позади, некој за да го издржи, да го поднесе тоа. Така да сега ако кажам, лесно е, мислам ке излажам. Тоа мојата сопруга добро знае да праша мевче, а? Добро, нека е така. Да што ги учиш синовите? Има ли некој систем на вредност? Имаш ли некој свој собствен или универзален или не знам како? Што тоа им вдахна, им пренесе, им што би наследиле од тебе, а што ги учиш дека не треба и семо ние нели елементарни работи. Да, сега да не ги зборувам. Да не зборуваме за тие да работи, да. За нешто што е лично, што е личен белег. Така е. Кој живееме живот кој што е, не знам, се случува со неверојатна брзина, се случуваат големи промени. Динамика неверојатна, децата растат во некој нов свет. Секогаш испаѓам аматер, секогаш испаѓам дилетант кога ќе земам да глумам татко кој што треба да даде совет, кој што треба да клап се вика тоа. Да, многу сме, како да кажам, секогаш сме, како да ти кажам, еве сега гледав некоја серија и се фрапирав дека постои посебен јазик, нели, адолесценс, што посебен јазик со тие емотикони каде што точно се знае што. Ја мислев да тоа е негде далеко и го прашувам син ми малиот, да бе, ми вика па ние тоа точно знаеме што е што. И сваќаме дека ние сме тука затечени, значи сме остарени, па не татко ми, јас кога бев клинец, кога татко ми викаше што е ова музика што слушаш нова, ја му викав ти си заостанат. Сега син ми не заостанат, сега јас сум музејска вредност. Така да, колку и да трчам, да каскам, секогаш ќе каскаме позади нив. Но едно е многу битно, да ги учиме да бидат честни и да помагаат. Денес живееме време каде што никој гајле не може за никого. Емпатија нула. Нула емпатија. Обединети сме само во неубавото, обединети сме во злото, во хејтањето, кога треба некој да се нападне, во тогаш сме обединети. Убаво е да ги научиме да им оставиме некои вредности кои што, не знам, нашите предци ги негувале. Јас кога ќе одам во селото на татко ми, се собираме семејството наше, да речеме неколку пати во годината, има таму семејства куки кои што живеат сосема на поинаков начин отколку ние што сега живееме во Скопје или во околината на Скопје. Живеат што се живеело пред 50-100 години. Се осеќа тоа, си помагаат луѓето, кога не знам идат во нива да работат овие комшиите, ако не работат, има слободен човек иде да копа кај нив. Кога е бербата на грозието, во бербата на грозието оди тој таму да им помогне, ќе отиде да поработи кај друга. Не за да потекло да извини. Кочани од Кочанско, татко ми од Кочани, од Плачковица. Па Орис садат не. Па Орис, ама баш селото кај татко ми нема, Орис е малце кај Плачковица, а мајка ми е со потекло од Егејска Македонија, родена во Полска и така семејството ми е многу убав микс и многу ми е драго заради тоа. Ајде да погледнеме кога се децата во прашање уште едно прилогче, па и него ќе го искоментирам. Ајде. Игор Ангелов и неговите наследници. Каков татко, такви синови или секој со своите афинитети и навики. Иако не е љубител на споделување на приватноста на социјалните мрежи, меѓу објавите на неговиот Инстаграм може да се најде по некоја семејна фотографија на која гордо позира со саканите. За помалиот син Андон може би е рано да се определи за животна професија, иако искуството на тато е секогаш добре дојдено, па ако реши да тргне по неговите стапки за да го наследи, во него секогаш ќе има дури и по дома добар учител кој ќе го подучува во умењето успешно да плива во актерските води. На постариот син Јаков пак можеби не успеа да му ја пренесе магијата на театарот, ама затоа тој не останал подалеку од магијата на уметноста, на сцената и чувството на воскит и задоволство што го носи аплаузот на публиката, само на другата уметност, музичката, која ја практикува преку неговиот инструмент виолината, па неговото музицирање ја прави татковата гордост неизмерна.
Но затоа кога Игор не е на проба, на представа или снимање и има слободно време, тој редовно поминува моменти во спортска рекреација, а убавата и полезна навика му ја пренел и на постариот син Јаков. Татко и син, како совршен тандем за трчање на кеот на Вардар, иако за совршена семејна спортска тројка, недостасува помалиот син за ваква фамилиарна атлетска спојка. Но тоа не значи дека најмалиот атлетски шампион не е подготвен дури за скопскиот маратон. Дали во работата на лозјето, во бавчата или градината, и неговите синови како и актерот ја наоѓаат убавината во животот на село, тука е да ни каже Игор Ангелов. Ево, ова ми беше прашањето. Успеа ли да им пренесеш од она што е твоја пасија, твоја љубов? Органската храна, садењето на зеленчук, одгледувањето овошје, градината, лозјето и така. Тие работи веројатно се пренесуваат на некој неосетен начин. Така. Јас никогаш не ги терам и да трчат со мене и да не знам, едноставно гледам берец реши, тоа е добро. Берец реши зашто дрвото ни е во двор, па сега кога он си се качува на дрвото и се јадат цреши. Да тераш да ги бере тешко. Инаку да, тоа е смислата дека навиките се пренесуваат. Децата го повторуваат тоа што го прават родителите, како што јас сум го повторувал тоа што го правил мојот татко. Мојот татко печеше ракија, работеше земја и сакаше да има градина и целото тоа ми го пренесе неосетно. Така да веројатно дојде време се вели тоа. Кој ќе им дадат години? Да. Примерот што го гледаат едноставно како велат се случува. Познаваш си новината на ракијата или? Па разбирам. Сега не сум некој да кажам енолог, сомелие и да знам точно. Но знам да направам некоја година да ми се погоди да направам врвен вранец. Се дружам со луѓе кои што прават сериозни вина, дури ме викаат на фестивал на младо вино, на друштво на сомелие. Кај е лозјето? Лозјето ми е во Нерези. Во Нерези. Со поглед на Скопје. Да, на убаво место е. И така се случува да се погоди годината. Некогаш е лоша годината, некогаш е добра. Не правам големи количини, правам за себе, не продавам. Ракија научив да правам двојна дестилација, значи не правам жестоки алкохоли со една дестилација, веќе правам со двојна, имам буриња дабови и такви работи. Кога имам некој проблем, знам да се јавам на некои луѓе да ми го решат проблемот или донесам. Да донесеш веќе платев. Вара, ќе ти донесам, нема проблем, ќе ми дојдеш на гости, ќе дојдам на представа. Не, може после представа. Така, после представа. Помагаат ли пријателите како ти што велиш по село се помагаат едни други? Да. Помагаат. Една година купив Во што, во дегустација? Не, помага. Една година купив некои 450 килограми кајси и решив да правам ракија од кајси за прв пат. Кајси оваче. Да, многу бава кајси ја купив и донесов, како да кажам, може имаше 70-80 гајби со кајси и требаше на сите кајси да им се извадат семките. И тоа трае, и тоа треба 3 дена. Имаше машинчи, оние не знам. Јас тогаш немаше јавување на моите пријатели кај Пуно, близу Драмски театар, кај Пуно пријателите каде што се собираме. Дојдоа, да кажам 7-8. Завидна бројка. И дојдоа и за 3-4 часа сите помогнаа и ги извадивме. И после тоа се направи комињето и така натаму. Кога имам потреба, кога ми треба помош, знам да викнам пријатели, имам луѓе кои што секогаш се тука околу мене, ама тоа е нормална работа. Ајде да видиме некои од тие луѓе што се секогаш околу тебе што помагаат. Може ли? Ајде да го погледнеме и тоа парче. Игор Ангелов и Зоран Љутков добро знаат зошто во виното е вистината.
Игор Ангелов и Зоран Љутков не се само познати македонски актери кои ги врзуваат заеднички представи во театарот и улогите во ТВ сериите како 5+ или Преспав, туку се и приватно блиски пријатели. Игор покрај актерството познат е и како човек кому бавчата, градината и лозјето му се хоби, па меѓу другото и самиот си произведува градинарско-земјоделски производи во вид на органско овошје и зеленчук, покрај останатото и грозје од кое си прави и домашно вино. Пријателот во неволја, ама и во работата се познава, па штом затреба, спремен е да помогне. Најмногу кога лозјата се закројува, за Свети Трифун, па 20 актери врат се тогаш умеат да земат ножици и да се зафатат за работа на лозје уште среде бел ден. Впрочем, денот е таков, па традицијата треба да се почитува. За годината да биде родна, а лозјето богато со млади фиданки, обајцата со уште неколку пријатели за празникот одат да ги закројат лозовите гранки. На пауза пак по некоја голтка од ланската реколта, зашто ако пивнеш таму кај што грозјето се раѓа, на неговата родна грудка, годината што престои нема да има утка, ќе биде родна и плодна и за винарите и за актерите. И на вистина така бидна. Недолго потоа и на обајцата почнаа да им се случуваат сите најубави нешта. Кому со улогите и представите, кому со кариерата во политиката. И после некој нека каже дека во виното не е вистината. Те насмеа Прилова. Баш така, баш во виното е вистината. Само за кампања беше политичка за колегава или стварно? Не, ова е одамна, ова е многу пред политичките ангажмани негови. Јас и Зоки сме, јас сум кумови сме, јас сум кум, сме пријатели, многу повеќе од пријатели, заедно студиравме и сме заедно 20-30 години. Тоа значи ли дека Игор Ангелов лично, а и театарот генерално како институција, сега од оваа позиција гледано негова, ќе имаат бенефиции во тековниот период на министрување на актерот или? Па не тоа, мислам, мене ми е многу кејф што Зоран влезе во таа приказна, затоа што е човек драмски почна да го прават одма. За да го прават треба да го срушат првен, така да нека го срушат првен, па после да го направат. Ама да го направат, да не биде само да го срушат. Не, драго ми е што човек кој што го познавам и кој што е театарџија влезе во политика од некој потреби да смени некои работи. Стварно му посакувам успех, знам дека е тоа страшно тешка работа, да се влезе во такво нешто бара многу труд и му посакувам се нај. Така е, министер за култура, ама и за туризам, има и вински туризам. Одлично, ете. Кога ќе одиме во пензија, ќе си направиме на винарија, ќе си уживаме негде и ќе снимаме филмови, ќе си пиеме убаво вино и ќе си уживаме во животот. Така. Ти си далеко од политиката. Приватно не си ангажиран политички, веројатно имаш своји политички ставови како секој од нас, политички симпатии, определби како го дај, ама сем на избори на друго место не сум видел дека негде те употребуваат во кампањи. Немаш ли некакви амбиции ти да? Па имам амбиции, никогаш да не... Да, моите амбиции се никогаш да не влезам во никаква конотација политичка. Никогаш. За сега добро се држам. Имало обиди, стварно. Да те врбуваат? Па не сега да ме врбуваат, едноставно луѓето сакаат да искористат луѓе кои што се податливи за тоа или се ме препознаваат луѓе по друга работа и сега многу сакат луѓе да ме стават во нивната агенда. Јас едно знам дека во тоа нема да влезам, па сега, боже мој. На кумото со кумашино не му го даде истиот совет. Па не, едноставно не, ако некој реши тоа да го прави, тоа е негова одлука. Нема ништо лошо во тоа. Така да некој мора да се занимава и со тоа. За жал,
живеам во држава која што, пак тоа морам да го повторам, ни се случува за жал ужасни работи. Живееме во општество што, како да кажам, можеби е многу тешко и лошо за живење, но надежта секогаш постои и веруваме дека ќе се смениме во нешто подобро. Така, кога, сме веќе при крајот, кога не би бил актер, што би бил Игор Ангелов? Да не влеташе во таа приказна. Па ќе се занимава Земјоделски или факултет ќе завршиш? Па немаше да учам факултет за земјоделие, ама ќе се занимавав со земјоделие. Со земја. Не е професија, тоа е Па не, можеби ќе работев по-професионално, ќе имав многу земја и ќе работев како, не знам, некој производител на нешто. Прашање беше што би студирал, барем ако не за професија. Па можеби би бил музичар, пошто свирам гитара како млад, уште од дете свирам гитара, ама тоа ќе останело хоби, ама тоа бендови, тоа како професија не верувам дека како изведувач ќе се. Ти ко мене бивши рокер. Па да, сум таков и а инаку не сум размислувал. Еве и кога размислувам сега си велам ќе одберев некоја работа која што немаше да ме држи во канцеларија, немаше да бидам затворен, немаше да работам со луѓе. Ќе барав да си работам. Ти мораш да работиш со луѓе. Па добро, музичар, свириш со бендот, свириш си во свој свет, пак е тоа блиску до актерството. Тоа е до перформинг, тоа е пак на бина си во свој свет и создаваш некоја уметност. А инаку би бил нешто со земјоделие. Оттаму ли на постариот син му е овој како се вели? Музиката, виолината? Па не. Неговата музикалност ја забележавме сите уште од негови 2 години, 3. Он е исклучителен слухист уште од најмала возраст. И ние се зачудивме уште кога на 2,5, на 3, на 4 години тој веќе без никој да го учи. Не гитара, виолин? Не, клавир. Он почна да фаќа интонации многу едноставно. И он веќе на 6 години почна да свири гитара, од 5,5 свири виолина и едноставно музиката излегуваше од него. Тоа немаше дилема. И ние не знаевме дека ќе бидеме виолинист, едноставно го однесовме во нижо музичко, таму имаше 1 година помина и после тоа рекоа за виолина. Слухисте нека свири виолина. Виолина? Нити ја можам да го учам, јас мислам гитара, бенд ќе свириме. Клавир нешто ќе правиме. Ете. Овој помалиот актер ли ќе биде? Па, не знам. Он е играорец, многу сака да игра. Он е член долги години во фолклорен ансамбл, Етнос, ги поздравувам сите, прекрасни луѓе, прекрасни деца, енергија неверојатна, многу настапуваат, многу патуваат, сегде шетаат по Европа и имат многу настапи и носат една енергија што е неверојатна. Ја мислам дека фолклорот е најчистата форма на енергија и на уметност што од овде може да излезе. Значи, тату драмски, бату филхармонија, а овој танец нема трето. Секој со својот пат и со својата среќа. Така, конечно за крај сосем. Дали си размислил еден ден да ги замениш штиците со живот значат, со професија која е слична, блиска, а сепак различна, да речеме сценарист, драматург, режисер? Или барем паралелно? Паралелно, да. Инаку скроз да замислам дека нема да работам како актер ми е незамисливо. Мислам незамисливо, искрено, да не можам ни да помислам на такво нешто. Но сакам да режирам, сакам да изрежирам представа. Веќе работам на тоа, значи, имам некои идеи, сакам да направам театарска представа, јас да ја режирам. Театарот како медиум... Ама само да режираш, да не играш во неја? Па и да не играм. Еве, во првата можеби ќе играм, ама после тоа би режирал представи. Но сакам да сум на сцената. Театарот е многу моќна работа и многу ми е под кожа влезена, така да не би се тргал од тоа. Многу ми е поблиска отколку филмот. Сепак, иако филмот е нели популарен, убаво е се тоа и кога гледаш филме, многу стануваш пославен, луѓето те препознаваат. Театарот е на прво место. Мала интимна работа за одбран круг на луѓе. Така е, мислам. Да, тоа така.
Игор Ангелов, ми беше чест и задоволство. Фала беше ти гост многу, во Антонио. Ништович. Уживав и да сме живи и здрави. Така, ти благодарам, ти посакувам успех, монодрамата патува за Лондон, еве и тоа да го споменеме. Да, ќе патувам сега следниве денови во сабота и недела играм 17-18. 17 и 18 мај, ќе играм 2 пати во Лондон. Најдовме еден многу убав клуб, Харлинган Клаб, на Темза, над реката Темза. Ќе играм представата 2 пати, ќе дојде публиката, македонците што живеат во UK. Повик до во Лондон. нашинците, дојдете, Ете, ништо слично не сте видели. представата е, мислам, многу актуелна. Не е важно кај се игра, во која држава, која граница, битно Универзална порака, универзална. важи за сегде и за Да. секој. Ти благодарам уште еднаш, а вие, драги мои, бидете така, бидете тука, се надевам дека се што не сте знаеле, и она што сте знаеле, го потврдивме во овој неполн час разговор со ова актериште, овде лево од мене, ваша десна страна Игор Ангелов. Му посакувам уште многу успеси во животот и кариерата, а вам ви посакувам уште многу пријатно, убави поминати минути и во театар и на филм, а бидете и на YouTube. Има што да кажеме. На друго место никаде ништо слично како овде во Ништо лично со вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Се гледаме за 7 дена. Чао.